civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господја Мургашанска, денеска сме со вас да ве прашаме за вашиот поглед на целосниот изборен процес за изборите што се случија сега на минатиот месец, а вие како долгогодишна координаторка, како и до вчерашна председателка на Советот на општината, а и носителка на листата за СДСМ. Кој е вашиот поглед, сакате партиски, сакате личен, врз целиот изборен процес? Па, како да го оценам, не би можело со неколку збора секако. Ако се гледа од некој кривично правен аспект, да, имавме регуларни избори, во секој случај. Имаше многу малку, барем законски подкрепени со докази нерегуларности, за среќа, што покажува своевиден напредок и раст на политичка култура и почитување на изборниот кодекс, на изборниот законник. Меѓутоа, дали беа фер и демократски, не би се согласила, не беа до крај. Може би не во тие некои кривично правни прекршувања и конкретни изборни нерегуларности, туку повеќе во начинот на водењето на кампањата, начинот на пласирањето на програмите и понекогаш, па би рекла и многу пати, не понекогаш, непринципиелна борба. Особено ние во Куманово се соочивме со таков проблем. Тоа го кажав и вчера на конститутивната седница на новиот совет на општина Куманово, дека конечно се виде во Куманово она што се назираше, што се повеќе говореше во кулуарите, дека бирачите, граѓаните на општина Куманово беа измамени, беа доведени во заблуда и додека им се пласираше наводно независен концепт на листата за наше Куманово и на кандидатот и сега веќе повторно избран градоначалник Максим Димитриевски, наводно независен, наводно граѓански концепт, па напати се уште убедени социјалдемократи кои ги доведоа во заблуда особено нашето гласачко тело, традиционалното левичарското, социјалдемократското, дека всушност се работи за исти социјалдемократи и едни и други, а тоа беше само прикриена форма за гол опстанок на власт. Така да се пласира програми кои не беа докрај јасни во својата намера, кои беа пласирани како нешто што ќе работи во интерес на граѓаните, а лута, кокетира и со десничарите, и со гласачите на ВМРО ДПМН, и со секаков профил на граѓани, кои на прв поглед би делувало дека легитимно. Да, треба да се освојат бирачите, да се добие нивниот глас, но би кажала, треба да се има некаква доблест, принципиелност и честност, и ако застапувате една идеологија и се уште упорно говорите дека вие сте левичар, приврзаник на социјалдемократијата, на тие вредности, треба да останете до крај во тие определби, а не во исто време за сцената да правите изборен инженеринг, да правите непринципиални договори со долгогодишните, традиционалните, ако не непријатели и противници, тоаш конкуренти. Долгогодишните наши конкуренти, ВМРО ДПМН, исто така не беа искрени, не беа фер, не дадоа ниту во првиот круг искрена подршка на сопствениот кандидат, а во вториот круг во огромен број излегоа и го поддржаа долгогодишниот социјалдемократ кој не напушти, кој ги издаде принципите на социјалдемократијата и се случи тоа што се случи во Куманово. Она што е мој личен впечаток не само за изборите во Куманово, воопшто во Републиката, дури и не само за овој изборен процес, туку за неколку изборни циклуси наназад, а ми се чини дека сега достигна својата кулминација, е тој раст непосакуван, на граница на неподносливост, на говор на омраза, на една неподнослива црна кампања, на злоупотреба, например, на приватни детали, на пласирање на лажни вести, на груба, сурова, бескомпромисна употреба на лажни профили, на така наречените ботови, кои го затруа и медиумскиот простор, и порталите, и социјалните мрежи, и Facebook, Instagram, и Twitter, и секаде каде што се пласираше изборната програма, кој всушност требаше да биде ново поле, но виртуелно поле за пласман на програмите, на определбите, на проектите
во локалната самоуправа за она што ќе го работиме за граѓаните, како ќе им ги решаваме комуналните, урбанистичките, образовните, социјалните проблеми. А овдека, особено лажните профили кои беа удобни во својата комоција на анонимност, тешко достапни, дури да поведете постапка за нив, тешко доаѓате до завршница на такви навреди, на такви злоупотреби, си користеа во собствени, во изборни цели на оние кои ги ангажираа да пласираат невистини грубо, вулгарно, да се пресметуваат со конкурентите. Така да бевме сведоци на еден невкус, на една борба, речи си на живот и на смрт. Сепак се ова локални избори. Сепак овдека се работи за директни представници, кандидати на местните заедници, на урбаните заедници, на соседи, на роднини, на пријатели, на луѓе кои треба и понатаму да се погледнеме во очи, заеднички да работиме и да кажеме што можеме да направиме најдобро за граѓаните. Некои тоа многу погрешно го сватија, многу грубо, многу сурово го злоупотребија, направија, реков, едно невкусно поле за надпревар меѓу што поголемо оцрнување, што поголемо девалвирање. Реков неодамна во една моја колумна, сигурно нашиот истакнат револуционер Гоце Делчев, кога говорел дека светот го разбира како поле за културен надпревар, а би рекла во овој случај изборниот процес, сигурно не мислел на ова поле, бидејќи ова беше поле за девалвација, за деградирање, за вулгаризација. Како долгогодишен борец за родова еднаквост би сакала да кажам збор два и за позицијата на жените во овој изборен процес, иако нормативно, на хартија, со оглед на законската регулатива, со оглед и на нашето залагање како активистки во политичките партии, особено ние во форумот на Жени и Социјалдемократски сојуз, многу направивме за унапредување на положбата на жената во политиката, за така наречените изборни квоти со кои го унапредивме учеството на жените во изборите. Изборниот законник подразбира задолжително присуство на најмалку 40%, а нашите пак партиски документи на Социјалдемократскиот сојуз веќе на последниот конгрес изборивме за паритетна застапеност 50-50 на мажите и жените, така беше на советничките листи. Тоа говори, реков, барем на хартија за подобар третман. Во реалноста, за жал, не е така и бевме сведоци на многу малку жени кандидатки и од мојата политичка партија и од останатите, многу малку жени кандидатки за градоначалнички, недоволно жени кандидатки носителки на листи. Веќе овој изборен дел што се однесува до квотите мораше да биде испочитуван и беше испочитуван. И повторно реков, во таа сурова борба на говор на омраза, на црна кампања, пак жените беа први на удар, освен оној кордон на заеднички вулгарности едни према други политичките противници што си ги упатуваа, бевме сведоци исто така на неизмени сексистички напади, деградации, омалважувања, мизогени, дискредитации, што говори дека се уште многу треба да се работи на свеста, на унапредување, на подигнување на свеста за рамноправен третман на жената во политиката, вклучително и во било кој изборен процес, па и кога тоа се локални избори. Да, институциите исто така тука потврдија во доменот на говор на омраза и сите овие работи што ги наброите, што се однесува до жените, навистина беше поразително. Дури вашата партија немаше ниту една, мислам дека имаме една избрана градоначалничка. Една само избрана. Една ни, дуи толку. Да, толку имаше. Да. Нешто многу кратко. Се извинувам, не беше дуи, туку Даниела Арсовска, независната кандидатка, ВМРО, да, така. Јас. Да. Што се однесува до самиот изборен ден, значи се гласаше во главном, во два круга со исклучоци на некои општини, да. На некои општини. Според вас како протекоа тие изборните денови? Самите изборни денови главно помина, да кажеме, во регуларна атмосфера без поголеми пречекорувања. Имавме повеќе технички проблеми, има изборните комисии, проблемот со читачот на оттисокот на прстот, кој во вториот круг малку се надмина, а во првиот круг создаваше повеќе нервоза, редици, дури понекогаш и откажување на бирачите. Потоа во вториот круг тоа беше веќе надминато. Главно, како што реков, на сцена беше се во ред. Тоа што се работеше за сцена и што повеќе имаме некакви индиции, согледувања, а за жал не докази,
покажува еден повисок степен на софистицирани нерегуларности, кои тешко се докажуваат, за жал. Се надевам, реков дека растот на политичката култура, кодексот на фер и демократска борба, тоа ќе го спречи и понатаму ќе имаме регуларен процес на надпревар на идеи, надпревар на проекти, надпревар на презентација на кандидатите и на нивниот личен бекграунд и на она што го планираат, било тоа да се градоначалници, советници, бидејќи особено локалните избори имат на посебна специфика, дека од град до град, од општина до општина, од место до место, треба да се таргетираат конкретно што тоа ќе се направи за решавање на конкретните проблеми во конкретната местна урбана заедница, во конкретниот град, општина, дали е рурална, урбана сејата. Вие пред малку начнавте во делот на целосниот изборен процес некои сегменти кои што сепак се префрлуваат на постизборниот процес како што гледаме. Значи не е веќе процес, туку е состојба. Како ја оценувате оваа состојба, да не ги набројувам сега сите работи што се случија од прогласувањето или на завршетокот на изборите и резултатите, па еве се до денеска. Реков дури во формирањето сега на советите, формирањето на мнозинствата, изборот на председателите, другите позиционирања во рамките на општинската администрација, брзите смени на одредени раководни позиции и она што само се наслутуваше, што се шушкаше во кулуарите, сега излезе на виделина. Тоа што реков некој кој се представуваше особено актуелниот и поранешниот и сега актуелен градоначалник, наш поранешен, јас би кажала, со партиец, иако тој се уште се декларира дека е социјалдемократ, излезе на виделина дека неговиот успех, неговата победа е производ на многу непринципиелни договарања и тоа се виде на дело со тоа што за прв пат во Куманово после 30 години, например, беше избран председател на совет со поддршка на гласови на ВМРО-ДПМН. Каква е таа социјалдемократија? Дури и да не се согласуваме до крај, значи ние сме демократска партија, почитуваме и плурализам и на мислење и на согледување. Каква е таа социјалдемократија? Ако прво одите како независен кандидат, правите независна листа и потоа формирате мнозинство, бирате председател на совет со поддршка на традиционалниот конкурент ВМРО-ДПМН, па и некои од албанскиот блок партии кои не биле наши традиционални соработници. Едно е граѓански концепт, а едно е кога сте почитувач на идеолошки определби за кои понатаму говорите дека до крај останувате верен. Тука се покажа дека немало никаква конзистентност, никаква честност во понудата пред граѓаните. Реков и пак ја повторам, гола борба да се задржи во фотелјата, да се обстане на власт, обстои по секоја цена. Во таа непринципиелност и неконзистентност исто така многу лошо се промовираше и ВМРО-ДПМН. Потребата да го срушат социјалдемократскиот сојуз по секоја цена во Куманово ги представи во едно многу лошо светло, барем беа честна, достоинствена опозиција. Сега не знам како може да се наречат, вела дека тие и понатаму се верни на своите десничарски определби, меѓутоа тие веќе се партиципиенти во власта. Допрва ќе гледаме во што се ќе добијат и дали ќе добијат во она што им е ветено во поделбата на колачот изборен, што значи се изгубило и смисла, и достоинство, и идеологија, што мислам дека не е добра слика за демократијата, за политичката култура, за политичката борба воопшто во Република Северна Македонија, а особено за општина Куманово. Што е тоа? Социјалдемократскиот сојуз е широка партија со бројно членство, силна партија која има искуство во опозиција долгогодишно на централно ниво, ново ние во локални рамки, меѓутоа од самиот почеток ние покажавме дека стоиме цврсто на нашите идеолошки определби, не отстапуваме ни за милиметар, независно од тоа дали сме во моментов дел од локалната власт или не. Заборавив да истакнам, јас сум особено горда што советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз и коалиција, на која имав чест да ја бидам носител, е победник на локалните избори. Во првиот круг освои најмногу гласови, со тоа имаме и најмногу советници
и да беа сите конзистентни во својата идеолошка определба и во она што го ветува и го пласира пред граѓаните, ќе го формира и мнозинството, независно кој победи како кандидат за градоначалник, меѓутоа тој заткулисен изборен пазар, па и постизборен, го направи своето и го имаме тој резултат што сега го гледаме на сцена. Благодарам. Благодарам на вас. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.